Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со проучување на глава 25 од книгата Излез, во која Бог му дава на Мојсеј упатства поврзани со шаторот и предметите кои требаше да бидат поставени во него. Во стиховите кои ќе ги читаме е опишан образецот за ковчегот во кој стоеја заповедите. Образецот за ковчегот и предметите во него. Минатиот пат накратко зборував за димензиите на шаторот. Генерално гледано, образецот за шаторот се состоеше од 3 делови: двор, светиња и светиња на светињите. Светињата на светињите беше во форма на коцка, со димензии од 10 лакти должина, 10 лакти ширина и 10 лакти висина. Во неа беше поставен ковчегот за кој ќе зборуваме сега. Пред да влезат во светињата на светињите, свештениците влегуваа во светињата, простор кој беше во форма на правоаголник, со димензии 20 лакти должина, 10 лакти ширина и 10 лакти висина. Во овој дел беа поставени 3 предмети: светилникот, масата за лебен принос и жртвеникот за кадење. Надвор од самиот шатор имаше ограда која беше 5 лакти висока, 100 лакти долга и 50 лакти широка. Во дворот имаше 2 предмети: жртвеникот направен од бронза и мијалник за измивање. Со оглед на тоа што имате пристап на интернет, можете да пребарате и да видите како отприлика изгледале шаторот и дворот. Првиот предмет кој се наоѓаше во шаторот, а за кој Бог му дава подетални информации на Мојсеј, е ковчегот. Ковчегот не беше првиот предмет што го гледаа свештениците кога ќе влезеа во шаторот. Баш напротив, тоа беше последниот предмет и требаше да извршат обред пред сите други предмети за да дојдат до ковчегот. Првото нешто што го гледаа свештениците кога влегуваа во дворот беше бронзениот жртвеник. Пред да влезат во светињата, свештениците требаше да принесат жртва на бронзениот жртвеник и потоа да се измијат од мијалникот. Во светињата на светињите не можеше да влегува кој било. Само првосвештеникот имаше дозвола да влезе таму, и тоа еднаш годишно. Ова беа правила кои Бог му ги даде на Мојсеј. Слушнете кои беа упатствата поврзани со изградбата на ковчегот. Бог беше многу конкретен во однос на материјалите, а и во однос на димензиите. Стих 10. Направете ковчег од дрвото шитим, во должина од 2,5 лакта, а во ширина 1,5 лакот и во висина 1,5 лакот. Досега неколку пати го прочитавме и спомнавме зборот лакт, па сметам дека е сега време да го објаснам за да знаете за отприлика што станува збор. Има неколку објаснувања во однос на тоа колкава е должината на лактот и истите се движат од 30 до 60 и неколку сантиметри. Во тоа време луѓето не користеле мерки како ние денес. Немале метро и затоа начинот на кој ги мереле нештата било со лакти, растојанието помеѓу средниот прст и лактот на раката. Реалноста е дека должината на лактот е различна кај различни луѓе. Вашиот може да биде 45 сантиметри, на некој ваш пријател 50 сантиметри. Ако споредите личност со низок раст и личност со висок раст, нивните лакти ќе бидат драстично различни по големина. Но, ајде да претпоставиме дека лакт се однесува на должина од отприлика 45 сантиметри. Ајде да го пресметаме тоа во денешни мерки. Шаторот бил долг 30 лакти, односно неговата должина изнесувала 13,5 метри и широк 10 лакти, односно 4,5 метри. Тоа се мерките на шаторот. Во Излез пишува дека должината на дворот во кој се наоѓал шаторот била 100 лакти, а ширината 50 лакти. Тоа значи дека димензиите на дворот биле отприлика 45 метри должина со 22,5 метри ширина. Причината зошто ги објаснувам овие димензии е за да имате посоодветна слика за големината на објектот за кој ќе размислуваме. Од сега натаму ќе продолжам да го користам лактот како димензија, од едноставна причина што таа мерка постојано се спомнува во текстот кој го обработуваме. Според начинот на кој го сваќам дизајнот на шаторот, мислам дека ковчегот беше како Божи престол, бидејќи беше централниот аспект на шаторот. Тоа не значи дека Бог седеше на ковчегот, но просторијата во која се наоѓаше беше местото од каде Бог им се обраќаше на израелците. Со други зборови, светињата на светињите беше местото каде што израелците можеа да му пристапат на Бог преку нивниот представник,
првосвештеникот. Шаторот е предслика на Христос. Уште во тоа време Бог покажа дека ни е потребен посредник, а за нас денес посредникот е совршениот првосвештеник, Исус. Ковчегот беше најважниот предмет во целиот шатор. Ке ги прочитам следните неколку стихови во кои Бог му кажа на Мојсей како треба да изгледа ковчегот. Станува збор за естетскиот, но и димензионалниот аспект на ковчегот. За некои од вас овие стихови можеби нема да бидат интересни, но ќе ве замолам да бидете трпеливи и да останете со мене. Направете ковчег од дрвото шитим, во должина од 2,5 лакта, а во ширина 1,5 лакот, и во висина 1,5 лакот, и опковај го со чисто злато. Отковај го однатре и однадвор. Направи му златен венец околу врвот, и изли за него 4 алки од злато, и постави ги на 4 негови долни агли, 2 алки од едната страна и 2 алки од другата страна. Направи од дрвото шитим лостови, и опкови ги со злато, и провлечи ги лостовите низ алките од обете страни на ковчегот, за да се носи на нив ковчегот. Шаторот требаше да биде подвижен, за секој пат кога израелците ќе се движат низ пустината, да можат да го носат со себе, односно да го расклопат и потоа повторно да го состават шаторот. Во книгата Броеви можете да прочитате колку уредно го правеа тоа израелците. Сите делови кои се користеа во шаторот беа подвижни, и Бог му кажа на Мојсей да имаат алки, за кога народот ќе се движи низ пустината, да може низ нив да провлече лостови и да ги носи со себе. Тоа е единствената причина поради која не само ковчегот, туку и други делови од шаторот има алки на себе. Врз ковчегот, израелците требаше да дизајнираат и капак од чисто злато. Слушнете ги деталите кои требаше да ги запазат при правењето на капакот. Направи исто така и чистилиште. Капак од чисто злато, долго 2,5 лакта, а широко 1,5 лакот. И направи 2 херувима од злато. Ковани направи ги и постави ги на двата краја од капакот. Направи херувими, еден од едната страна, а друг од другата страна на капакот, и направи ги херувимите на обете страни од чистилиштето. Забележете што потоа им рече Бог. Херувимите да бидат со крилата угоре, та со крилата да го засолнуваат капакот, а со лицата свртени еден спроти друг. Лицата на херувимите нека бидат свртени кон чистилиштето. И стави го капакот од озгора врз ковчегот, а во ковчегот положи го заветот што ќе ти го дадам јас. И тука, над капакот меѓу двата херувима, кои ќе бидат на ковчегот на заветот, ќе ти се јавувам тебе, и оттаму ќе ти зборувам тебе, и за секи им заповедам преку тебе на синовите израелски. Главниот предмет во шаторот беше ковчег, односно кутија обложена со злато однадвор и однатре. Беше направено дрвото шитим, кое е многу тешко да се оштети или скрши. И по својата цврстина и структура наликува на црвените дрвја кои растат во Калифорнија. Мислам дека дизајнот на ковчегот е совршен символ на човечката и божествената природа на Господ Исус Христос. Зошто го велам тоа? Бидејќи дрвото ја представува неговата човечка природа, а златото неговата божествена природа. Најстарата исповед на верата на црквата вели дека Исус е целосно Бог, но и целосно човек. Оваа доктрина е во суштината на христијанската вера и без неа ништо друго од христијанството не може да обстои. Што се однесува до самиот ковчег кој стоеше во светињата на светињите, тоа беше кутија која не можеме да ја наречеме златна, бидејќи беше само обложена со злато. Повторно ќе напоменам, ова е многу добра символика која укажува на двете природи на Господ Исус Христос. Според мене, ниту една друга доктрина од христијанската вера не е толку мистериозна, но и толку прекрасна, како оваа за двојната природа на Христос. Навистина е тешко да се објасни како е тоа можно, но Новиот Завет јасно ни сведочи дека Бог се отелотвори и стана како еден од нас. Иако не е објаснување на оваа мистерија, сепак ковчегот е еден вид предслика на Божјото отелотворување. Бог одбра да ни даде предслика на таа голема мистерија преку една едноставна дрвена кутија обложена со злато. Ковчегот е само едно од многуте нешта во Стариот Завет кои ни објаснуваат или предскажуваат одреден аспект на животот, смртта и воскресението на Господ Исус Христос. Ковчегот беше обложен со злато и однатре и однадвор. Златото е тоа кое укажува на божественоста на Исус. Тој беше целосно Бог и однатре, но и однадвор. Тој не се однесуваше како Бог, туку беше Бог.
По Евангелието според Јован 14:1 Исус вели: "Верувајте во Бог, верувајте и во мене." Во истото Евангелие и во истата глава само неколку стихови подоцна вели: "Ако сте ме виделе мене, сте го виделе Отецот." Кога ги читаме Евангелијата, ни станува јасно дека Исус за себе зборуваше дека е Бог и токму затоа на моменти неговите противници сакаа да го убијат, бидејќи сметаа дека хули на Бог. Но, од друга страна, од Евангелијата исто така дознаваме дека беше и човек. Евангелистите пишуваат дека се уморуваше и седнуваше да одмори под сенка. Спиеше, јадеше, пиеше, се смееше, плачеше, страдаше и умре. Сите овие нешта се карактеристични за нас луѓето. Неговата божествена и човечка природа не се измешаа, исто како што дрвото и златото на ковчегот не се измешаа. Христос беше и Бог, и човек. Ковчегот што го направи Мојсей и за кој читаме во стиховите беше дрвена кутија обложена со злато. И во неја имаше 3 нешта кои беа од исклучителна важност за историјата на Израел и Божите дела кои ги искусија. Во посланието до евреите глава 9 пишува: "Во неја се наоѓаше златната кадилница и од сите страни опкован со злато ковчегот на заветот, по кој стоеа златниот сад со мана и расцутениот жезл на Арон, како и плочите на заветот." Ајде да размислиме за овие 3 нешта. Расцутениот жезл на Арон е символ на воскресението на Господ Исус Христос. Садот со мана сведочи за фактот дека Исус е лебот на животот, а плочите на заветот, односно 10 заповеди, сведочат за тоа дека тој дојде на овој свет, живееше под законот и совршено го исполни не само законот, туку и сите пророштва кои беа дадени за него векови претходно. Не само шаторот, туку и ковчегот кој се наоѓаше во шаторот е прекрасна предслика на Господ Исус Христос. Плочите на заветот исто така сведочат и за царската позиција на Христос. Тој беше роден како цар, живееше како цар, умре како цар и воскресна од мртвите како цар. Еден ден кога ќе се врати на овој свет, тој ќе се врати како цар. Тоа е дел од Божиот план кој допрва ќе се исполни. Планот на Отецот е да потчини се под власта на Христос и тој еден ден ќе се врати за да го воспостави својот авторитет и да владее на овој свет. На овој свет му треба добар владетел и токму Господ Исус Христос ќе биде тој владетел. Исус ќе се врати како цар над царевите и како господар над господарите. Плочите на заветот беа камени, а садот со мана сведочи за неговата улога како пророк. Господ Исус дојде да ни го објави Отецот и зборуваше во негово име. Во Јован 6:32 тој вели: "Вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсей леп од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леп од небото." Исус не само што ни го објави Отецот и зборуваше во негово име, самиот тој беше Божјата порака до човештвото. Тоа е последното нешто што Бог сакаше да му го каже на човекот. Јован пишува дека тоа е Словото Божјо. Божјото Слово кое му беше објавено на човекот. Со доаѓањето на Исус на овој свет, со неговата смрт и воскресение, Бог го комплетираше своето откровение. И од тогаш нема кажано нешто ново, бидејќи Бог го кажа тоа што сакаше да го каже преку Христос. Преку отелотворувањето, животот, смртта и воскресението на Исус ние всушност дознавме која е Божјата волја и што тој бара и очекува од нас луѓето. Затоа нема потреба да се прашуваме која е Божјата волја. Божјата волја за секој од вас е да поверувате во смртта и воскресението на неговиот син Исус Христос и да живеете согласно неговите зборови. Жезлот на Арон сведочи за свештеничката улога на Господ Исус Христос. Пророците зборуваа пред луѓето, но во Божјо име. Свештениците зборуваа пред Бог, а во име на луѓето. Како свештеник, Христос се принесе себе си на крстот за нашите гревови. По 3 дена воскресна и сега седи од десната страна на Отецот. Свештеничката улога на Христос не заврши, бидејќи тој се уште се застапува пред Отецот за оние кои се негови. Расцутениот жезл на Арон беше поставен во ковчегот кој се наоѓаше во светињата на светињите, односно на местото каде што Бог му се објавуваше на израелскиот народ. На некој начин, можеме да кажеме дека расцутениот жезл на Арон се наоѓаше таму каде што се објавуваше Божјото присуство. На ист начин, Господ Исус Христос е во присуството на Отецот и таму се застапува за нас. Причината зошто жезлот
односно стапот кој Арон го држеше во рака е символ на воскресението на Христос, е бидејќи роди цвет. И токму тој цвет е символ на животот. Така што, трите предмети во ковчегот всушност сведочат за отелотворувањето, животот, службата, смртта и воскресението на Исус Христос. Свештениците имаа важна улога во функционирањето на храмот и токму тие беа оние кои принесуваа жртви во името на народот. Христос како свештеник има многу повеличествена служба од свештениците во Израел. Бидејќи наместо други жртви, тој се принесе себе си за наш откуп. Во посланието до Евреите 4:14-16 пишува дека тој е нашиот првосвештеник кој се принесе за нашите гревови. Но исто така и некој кој може да ни помогне тогаш кога се наоѓаме во искушение или во време на потреба. Истиот тој стих не поттикнува смело и со вера да доаѓаме пред нашиот првосвештеник Исус Христос, кој седи од десната страна на Отецот. Ако се осмелите со вера да дојдете кај Него, ви гарантирам дека ќе ја добиете помошта која ви е потребна. Навистина е жално што има многу луѓе кои се нарекуваат верници, а се соочуваат со секојдневните предизвици сами. Зошто да се борите сами, кога го имате Господ Исус Христос на ваша страна? Ако ви е потребна помош, сакам да знаете дека ви е достапна кај Исус. Апостолот Павле се молеше за ефесјаните, барајќи силата која го воскресна Исус од мртвите да дејствува и во нивните животи. Ја гледате ли таа сила во животите на оние кои се нарекуваат христијани? Потребна ни е и можеме да ја добиеме ако се молиме и му веруваме на Христос. Тој е нашиот првосвештеник кој седи од десната страна на Отецот и се застапува за нас. По Стариот Завет првосвештениците влегувале и излегувале од светињата на светињите, но за разлика од нив, нашиот првосвештеник е постојано во присуството на Отецот. Тој сака да ни помогне и да ни даде сила, но затоа е потребно да дојдеме кај Него со молитва и вера и да го бараме тоа што ни е потребно. Дали се молевте денес? Дали му посветивте време на оној кој владее со целиот свет? Ако не сте се молеле, направете го тоа по завршувањето на ова проучување. Следниот предмет, кој се спомнува во овие стихови, е масата со лебните приноси, која треба да биде поставена во светињата. Трите предмети кои беа поставени во овој дел од шаторот, масата, светилникот и жртвеникот за кадење, се предмети кои се користеа за обожавање на Бог. Златниот светилник е според мене најсовршената слика за Христос во овој дел од шаторот. Масата за лебниот принос сведочи дека тој е лебот на животот, а жртвеникот за кадење темјан не потсетува за важноста на молитвите кои треба да се издигаат кон небото, исто како и димот од темјанот. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на останатите делови и аспекти од дизајнот на шаторот. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.